Полни тезги со богата понуда на гостиварскиот пазар, но малку граѓани кои доаѓаат да купуваат. Вредни и услужливи продавачи со доза на разочараност зборуваат дека владее криза и не можат да заработат ниту да ги покријат трошоците. Дури ни во вторничниот пазарен ден состојбата не се подобрува. Традицијата да се наполни пазарот со купувачи, да се полнат кесите со разни производи, па да има ценкање, надвикување со бујрум, сега ја немаше. Последиците од ковид пандемијата ги чувствуваат и пазарџиите. Велат годинава не поминале најдобро ни со печалбарите, кои само минимално ја освежиле продажбата. Па еве, нудиме сванак, зелка, јаболка, компир, кромет, тоа. И тоа ама слабо се продава. Малце пред празникот имаше нешто, ама сега нема ништо. Ни за гориво не можеме да иззадиме пари, а камо за друго. Тоа е проблем е. Нема купци, нема народ. Заради вирусот сега и тоа е проблем ако не излегуваат луѓето и така. Тоа е. Кога беа печалбарите имаше ли повеќе? Малко, многу малко и тоа. Немаше многу. Како ќе излезете на крај со оваа криза? Па ја не знам како ќе излеземе, стварно многу лошо е. Како ќе биде, не знам. А многу лошо е, нема купци, не може да продаеме роба, да стои, не може да се продава, скапува гние. И тоа е проблем. На тезгата што продавате? Ево, изволте, видите што нудимо. Нудимо све врсте јаболка, мандарина, портокал, лимун, банане. Моментално. Купуваат ли луѓето? Па купуваат, ама многу е слабо. Нема народ пари. Нема. Како вие ќе излезете на крај? Па ми излеземе. Ми знаеме како излеземе. Печалбарите донесоа ли малку повеќе? Многу малку. Да, господ, овие луѓе што стоят овде, што тие да имат пари, а печалбарите, од печалбарите ништо нема. Да ни кажете на пазарот пред денеска што продавате, што нудите? Па еве повеќе на зеленчук, нешто од овошје, крушка. Што се купува, што бараат луѓето? Луѓето кој како? Некој зеленчук, некој овошје, некој едно и друго. Према цен, према цен. Има ли купувачи? Добро, не е лошо. Влијаше ли пандемијата да се намали? Па влие да. Сите сме под исто небо, сите се плашиме исто, нели, и ние и муштериите, ние сме више, имаме, мора да дојдеме. А они колку ќе испаднат, тоа е друга. А во однос на продажбата, како се снаоѓате вие во време на криза? Па добро е, што ќе правиш? Колку е, толку е, добро е. Имаше ли повеќе работа по време? Не, како работа тука. Нема више работа. Све отиде и вие тука тешко. Граѓаните кои разгледуваа на тезгите и купуваа по нешто, не сакаа многу да зборуваат пред камера. Оние кои се пресрамија, се сложија дека на пазарот може да се најдат квалитетни и разновидни производи по солидни цени, но што ќе се однесе дома, сепак зависи од длабочината на џебот. Денеска сте на пазарот, како ви се чинат цените, понудата? Па истите се цените, исто. Не се големи, не се ни мали. За некога е многу, за некога е мало, тоа е. Вие како излегувате на крај со кризата и со пандемијата? Фала Богу, до сега добро. Што да правим? Ајде. Како ви се чинат? Па стандард, како стално. Како стално. Што си пазарувате обично овој период од годината? Па од се по нешто овошје, зеленчук. Тоа. Значи не забележавте покачување на цените? Па има некои работи. Има некој работ. Например, спаначот негде е 80, негде е 50, негде е 60. А што мислите, има ли доволно понуда на гостиварскиот пазар? Па има, се. Има, стандард, како стално. Најмногу барани на пазарот во Гостивар денес беа сите врсти јужно овошје, спанак, марула, тикви и како вообичаено компир и кромит.